што го имаме ние, само ние македонци. Неговите дела се толку класично опишани, опис од неговата душа, што познавајќи го него и читајќи неговите дела, се чувствувам како тој да е дома. Сега малку за анализата во предсторијето на љубовта од Величе Дудримски, од професор доктор Вања Радост. Мото, средносот период, цел, да откривам вредноста на македонскиот создавач, цели задачи, со психичко-педагошка, логично-естетско едукативна анализа. Почитувани читатели, лезете во страница, длабоко дишете од свежината на содржината, запознайте го предворието, почувствувате љубовта, кажете, запишете. Со голема трпеливост и внимание чекорете на страницата, газете и буквите. Со чекор побавен од додот на желката, за да стигнете вистината во истинитоста на љубовта. Поминете исти периоди. Помеѓу минатото и иднината ви треба преворија. Пак по кој минуваш од првиот плач, кој те води природата со незините елементи, сонце, дожд, слана, град, месечина или други плевери кои може да пораснат од цвет на град. Тоа до вчера е минато, но после доаѓа иднината. Предворието е пак до иднината. До телесно заминување, телесното човекот личност заминува, мирува. Но природата, силата, љубов продолжува да патува. Заробува следбеници и го создава синџир. Синџир од кожни, синџир од ковани алки. Синџир кој постои од постоење на човештвото и ќе постои самата. Содржиност. Второ, кога сум се родил, роден во крвта на родената мајка, изворот на животот е мојата нова зора. Ми се чини, мојот живот не е цветен. Спирен и понижен. Спремен сум повторно да бидам крстен во огнот на љубовта. Каде лежи записот на преисход? Каде лежи записот на преисход? Твој мајко. Не заминува толку брзо од ова величествена гора. Доцновите ми рекол дека ете тогаш и мојот прв плач потекол. Сега, средните луѓе имаат тешка судбина. Ако навистина почувствувате дека сте човек, ете тогаш бидете љубов. Живеев како, можеби ќе потрошите подолг временски период, но на крај ќе разберете реалноста на ланецот, чијалка сте на ланецот.